Со сесијата, навистина се радувавме на можноста да продискутираме со колеги од регионот за состојбите и праксата во сите наши земји. И мене ми е навистина чест да имам можност да зборувам со сите. Со повеќето од нив се знаеме долги години, со некои се запознаваме сега по повод оваа конференција, меѓутоа навистина имам импозантен панел со представници и лично како експерти, меѓутоа и од организации од кои што доаѓаат со пребогато искуство во практицирање и мониторирање на разни човекови права во областите во кои што доаѓаат. Now I will switch to English because the language is a matter for communication. Сега ќе зборуваме на англиски затоа што е најлесно да се одвива оваа сесија и полесно се разбираме. Публиката може да користи превод. Сакам да го замолам представникот од Турција, односно да се извинам од нејзино име, затоа што не можеше да присуствува на овој панел. Меѓутоа имаме 7 представници од земјите во регионот и би сакала да кажам неколку зборови за нив. Лубен доаѓа од Балканскиот центар за непрофитно право од Бугарија и Лана Здравковиќ е од Словенија. И ќе искористам оваа прилика да започнеме со неа и да видиме какво е словенечкото искуство и како може да ги инспирира другите земји да го следат тоа искуство, да ги гледаат тие искуства, затоа што таа доаѓа од една од најактивистичките организации. Висар од Црна Гора имаше можност да се представи, исто така нашиот представник од Косово и имаме представник исто така од Србија, кој што соработувавме во текот на годините и многу невладини организации од Македонија има можност да соработуваат со организацијата на представникот од Косово. Потоа имаме Дарко од Босна, од Зошто не, и сите го прекина нивниот одмор за да ни се придружат тука на оваа дискусија и многу ви се заблагодарувам, меѓутоа да не должиме многу. Само се обидов да ги подредиме жените помеѓу мажите, за да има една родова еднаквост. Лана, може да започнете со вашата презентација, да дадете воведни забелешки, вашите искуства и така натаму. Ова нема да биде типичен панел, секој има своја презентација и сакаме да го направиме овој панел поинтерактивен, затоа што и заради тоа што ние се подпираме на мислењата од публиката, ве молам поставувајте прашања и вклучете се во панел дискусијата. Веднаш во текот на презентацијата, потоа ќе имаме доволно време за прашања понатаму и ве повикувам да ни се придружите во текот на дискусијата и сега и давам збор на Лана да даде еден преглед како се случува, како овие работи се одвиваат во Словенија и кои настани биле спроведени во последно време во вашата земја. Ви благодарам многу. Мислам дека доста добро е што имаме оваа можност да зборуваме за јавен собир и како луѓето
продуцираат и репродуцираат нивните гледишта на улица. Во однос на нашиот регион, мислам дека е доста важно да ги размениме нашите искуства и да споделиме основни факти. Ќе ви дадам основни информации за она што се случуваше во Словенија во последните години, и тоа беше изненадување за сите нас, затоа што наеднаш почнаа да се одвиваат ваквите настани. И ќе ви споменам неколку факти. Како што знаете, имаше многу протести во периодот од 2012 до октомври 2013 во Марибор, кој што е вториот најголем град во Словенија, и тој беше уништен од процесот на транзиција, и тоа беше главната причина зошто протестите се одвиваат токму во тој град. Потоа протестите се проширија низ целата земја. Прво беа како поддршка или солидарност на Марибор, меѓутоа луѓето сватија подоцна дека и тие всушност го имаат истиот проблем. Протестите се случува континуирано во текот на неколку месеци, и ти најголеми и најсилни, најбројни беа заради од 1991 година, кога Словенија стана независна, тогаш протестите најмногу постоја мали иницијативи кои што се поврзуваа меѓу себе, и протестите се одвиваа спонтано. Не се бараше дозвола за протест, и тоа беше на некој начин како бунт, затоа што луѓето излегоа на улиците. Имаше краткотрајни причини за протестите во Марибор. Тоа беше како некој бунт против корупцијата, корумпираниот градоначалник на градот. Меѓутоа луѓето сватија дека во секој град луѓето ги имаат сличните проблеми, и проблемите се подлабоки и поструктурални. Ако сакаме да ги разбереме законската регулатива за регулирање на протестите, вистинската причина треба да ја знаеме за протестите на луѓето кои што излегуваат на улица, и за немирните протести всушност на улиците. Тоа беше причината за протестите во Словенија, и мислам дека во другите држави слични се причините за иницијалните протести. Тие се политички, економски и социјални. Политички причини постоја во Словенија, дека протестите се насочени кон политичката елита, а не кон некоја специфична личност точно одредена, и против презентацијата на политиката. Всушност протестите се однесуваа на оние работи кои што влијаат врз сите нас, потоа се протестираше за нешто што им припаѓа на луѓето, што е нивно и што е всушност демократија. Ова е за политичката причина. На економските причини, она што го научивме од Словенија е дека протестите беа насочени кон богатството на државата, и каде што профитот е над интересите на луѓето и за распределбата на тоа богатство. Социјалните причини беа против систематската корупција, доминација и експлоатација, и понекогаш тие работи биле поддржани од државите. И се протестираше против социјалната нееднаквост, имаше многу работи како пензиско осигурување, здравствено осигурување, кои што беа всушност лошо водени.
Ова се трите најважни систематски причини за побуна во Словенија. Токму заради тоа протестите беа големи, беа страсни и луѓето беа навистина гневни. Исто така сметам дека причините се слични во другите земји, каде што структурално протестите се уште се одржуваат. Во Словенија, во споменатиот временски повеќе од 220 луѓе беа. Постојат многу сведоштва дека тие насилства се случаи не исклучиво, неселективно и дека всушност полицијата всушност користеше средства за побивање на толпата и тоа се случи за прв пат од независноста на Словенија. Значи, околу 220 луѓе беа всушност уапсени за време на дадениот период, а ние исто така бевме сведоци на ексесивна употреба на сила од страна на полицијата, кој што никогаш не беа користени во Словенија од 1991 година. Исто така, дополнително на полицијата, постојат и имаат репресивни одговори од страна на јавното обвинителство и судовите, бидејќи тие многу често ги изрекуваа своите кривични пријави и многу често од прекршок нивните прогони, кривични пријави се однесуваа на криминално дело. И исто така немаше толку многу бројни, пролонгирани и силни протести за капиталистичкото декомпозирање на самото општество, меѓутоа исто така тие направија и голем одговор од страна на обвинителството и на јавното судство, односно на правосудниот систем. Исто така има за цел да ги ограничат правата на слобода на здружување и слобода на јавен собир. Она што ние го видовме како дел од граѓанското општество е континуирано криминализирање на протестот и доведување на одредени конкретни настани во масовните медиуми, нивно репрезентирање и разбирање на самиот протест преку конкретни настани или мали работи кои што се случиле изолирано, без било каква политичка или идеолошко разбирање на оно што се случува и зошто протестите се организираат. Сега на 28 млади луѓе, некои од нив се малолетници и се чувани во притвор повеќе од 1 месец без било каква покренување на кривични пријави против нив, а 27 од нив беа осудени со 7-месечен затвор, затоа што биле дел од група која што спречила службено лице да ја извршува својата должност. Тоа е посебна дефиниција што ја даде самиот суд. И имаме уште 11 луѓе кои што чекаат на судење и постојат дека кривичното дело за напад на службено лице, кое што исто така е регулирано во еден член од кривичниот законник во Словенија. Исто така имаме многу луѓе кои што ширум Словенија кои што треба да платат казни или пак имаат кривични пријави против нив покренато и во сите овие случаи се обработуваат во согласно со кривичниот законник, без да се има во предвид политичкиот контекст на самите протести. Меѓутоа ние зборуваме со правници, адвокати и правни застапници на овие протестанти и слушнавме дека еднашка ако сте изведени пред суд и ви се суди според кривичниот законник, вие не смеете да зборувате за од некои одредени основни права кои што ви се гарантирани
гарантиране во уставот или пак во регулативите на Европската унија. Откога ќе бидете прогласен за криминалец, вие немате право да зборувате за политичките или идеолошките причини зошто сте направиле некаков протест или сте учествувале во него. И многу често имаме контроверзија во самиот систем, законодавен систем, а подоцна можеме да зборуваме токму и за тоа, кога ќе ги прочитаме правните одредби, како и уставот на секоја земја, кои што се основни фундаментални законодавни акти на тие се контроверзни сами по себе, бидејќи од една страна всушност ви го даваат правото на протест, меѓутоа од друга страна го суспендираат истото право во одредени услови, што значи дека секоја земја може да го земе ова како изговор за да го спречи правото на протест на одредени групи. Токму заради тоа, ако ги имаме во предвид сите овие случаи кои што се покренати во Словенија, откога зборувавме со правните застапници или представници на протестантите, можеме да заклучиме дека ние се соочуваме со суровиот факт дека луѓето кои што беа принудени да излезат на улица бидејќи немаат други механизми кои што искажуваат дека високото криминал меѓу политичките елити не се санкционира, како со помош на мас-медиумите беа означени како терористи, наместо да се прогонуваат политичките елити кои што се одговорни за радикалната социјална нееднаквост во општеството. Ова е исто така дел од правното регулирање во самото општество и ова е еден вид на контроверзија во самото право што го дава законот и поставува едно етичко прашање кое што треба малку подлабоко да го разгледаме и да го дискутираме во рамките на соодветните законодавства. Благодарам, Лана. Мислам дека можеме да одиме малку наназад и да зборуваме за причините што ги дале властите за ограничување на правото на или на слободата на јавен сообир. Меѓутоа, би сакала малку повеќе да го дадам зборот на Лубен, за тој да ни даде една поинаква слика во однос на одговорот или реакцијата на властите и на полицијата при последните протести, бидејќи она што го видовме во медиумите и сликите имаше голема поддршка од страна на полицијата и службени кои што го овозможија организирањето и одржувањето на протестот и покажува всушност благодарност до самите луѓе во Бугарија кои што го организираат протестот. Дали може повеќе да ни дадеш подетална слика за овие протести? Треба да кажам дека во Бугарија постои закон за јавни собири, кој што можеби не е најдобриот закон, ги не регулира голем број на прашања кои што според Майкл тоа би било добра работа бидејќи државата не се обидува да регулира се. Меѓутоа од друга страна тоа се однесува само на граѓаните и постојат други прашања како на пример собирот може да биде преместен без било какво водење или некакви регулативи за тоа во кој случај и на кој метар. Не постои регулирање на спонтани собири според нашиот законот и исто така организаторите имаат обврска да го исчистат просторот по нивниот собир или протест. Практиките се различни, бидејќи во последната година имавме голем број на протести организирани во Бугарија, а еден продолжи повеќе од 6 месеци, беше организиран континуирано во тој период и пред се никој не се обиди да ги спречи протестите, што е добра работа. Не мислам дека некој кажа на општината каде ќе биде одржан протестот или кој е организаторот и така натаму за период од 6 месеци. Меѓутоа, полицијата не користеше насилство, иако имаше одредени исклучоци, например, на една од вечерите, кога беше организиран протест,
протестантите ја заклучија зградата на парламентот кога се гласаше за конкретен закон, па затоа парламентарците не можеа да напуштат зградата и беа внатре цела вечер. Во вакви случаи се разбира имаше изолирано насилство на полицијата, меѓутоа не сметам дека беше намерно, туку беше поради недостигот на искуство и обука за тоа како треба да реагираат во такви ситуации. Исто така, имавме одреден број на флешмобови кои што се популарни помеѓу еколошките организации. Тие излегуваат на улица, го запираат сообраќајот. Имаше луѓе кои што поминуваат, да кажеме, место каде на пешачки премини и имате околу 1000 луѓе кои што постојано ја го поминуваат и тоа значи дека не се значи луѓе кои што ја блокираат улицата, туку се пешаци кои што еден по друг во големи бројки поминуваат на пешачкиот премен и го блокираат индиректно сообраќајот. Меѓутоа проблемот се состои во фактот како владата реагира на самите протести и посебно на овој вид на протест кој што всушност го стави под знак прашање, ја стави под знак прашање легитимноста на самата влада во Бугарија и тој доби негативна реакција од владата за која што се бараше да даде оставка. Меѓутоа иницијално тие беа изненадени и презема мерки за протестот да биде успешен на првиот ден. Значи имаше одредени успешни моменти, меѓутоа веднаш потоа постоја неколку акции кои што ги презема самата влада и кои што всушност под знак прашање го ставија целата причина зошто луѓето протестираат. Владата многу брзо односно политичките партии во владачката коалиција организира контрапротести и ги собраа своите гласачи, држувачи и почнаа да организираат петиции за владата да остане на власт. И тоа траеше околу неколку недели и тие успеа да добијат 700.000 подписи за поддршка на владата. Идејата беше да кажа дека протестите се организирани од малцинство, дека оно што тие го бараат не е реалност во државата и така натаму. Уште еден начин за акција против протестот е пропагандата. Многу брзо представниците на владачката коалиција и на владата почнаа да бараат дека протестантите всушност биле платени од страна на некој, а првиот кој што беше на тапет беа странските влади и странските донатори кои што застапуваат странски влади, многу набрзо ние почнавме да го слушаме терминот Соросоиди. Тоа се луѓе кои што се платени да организираат протести и се платени директно од Џорџ Сорос. И ова всушност се однесува на сите странски донатори, не само на овој донатор конкретен. Потоа владата почна да ја стави под знак прашање легитимноста на некои невладини организации кои што учествуваа во самите протести. Например, нивните лидери, тие почнаа да се состануваат со провладини и невладини организации кои што ја поддржуваат владата и се обидоа да создадат еден вид на конфузија дека во граѓанскиот сектор има различни барања, некои се поддржуваат, некои не, и дека тоа е нормална начин на работа на самата влада. Сиве овие мерки, всушност, на некој начин го исцрпија или самиот протест, бидејќи ако владата не презема некакви мерки според барањата на протестантите, например, ако имате 20 илјади луѓе кои што протестираат пред парламентот и пред зградата на самата влада, меѓутоа по неколку месеци луѓето веќе видоат дека не постигнуваат многу, немаат резултати од нивното протестирање. Ќе ги искористам зборовите на Катерина, може би тоа беше еден вид на Ганди вид протест, бидејќи не видоа тие што постигнуваат, меѓутоа постигнаа нешто на долг рок.
и ќе ви покажам неколку слики кои што ги донесов со мене, бидејќи се интересни. И тие ќе ги прикажам конкретно дискусијата за да можеме подоцна да видиме. Навистина ќе се вратиме на искуствата во Бугарија за време на овој панел, но она што сакав да ја повикам сега е Албанија, бидејќи кога се подготвувавме за овој панел, гледавме кои се различните искуства во земјите и она што вие го кажавте, кои се закони со перфектни закони, но неперфектно спроведување на законите, меѓутоа земји со лоши закони, а подобро спроведување на законите. Но она што би сакала да го праша мојата колешка, дали може да зборува за искуствата на Албанија, може би последниот пример за јавни собери против поради војниот отпад кој што требаше да биде фрлен и за тоа кој беше ефектот, што значеше самиот проект, како протест, дали јавните собери навистина имаат моќ да испратат порака и дали некој го слуша гласот на луѓето. Затоа те молам, продолжи од така. Ако ме прашавте пред само неколку месеци што беше ефектот, кажав ништо, бидејќи видов премногу протести кои што се организирани, но не даваат никакви резултати, меѓутоа последните или најуспешниот протест се против хемиските оружја, а зошто? Постојат неколку фактори на успех на овој протест. Прво, бидејќи како што беше случајот во Словенија, тоа протест беше спонтан, беше организиран од неколку невладини организации, вклучително и мојата, но главниот фактор беше дека луѓето се вклучуваа доброволно и тоа беше прашање против кое ниту некое луѓе ќе кажеа да, отпадот од хемиско оружје треба да дојде во нашата земја. Бидејќи тоа е многу важно прашање и затоа лесно беше да се мотивираат луѓето и како што кажа во Албанија потребно беше да се информираат властите за организирањето на протестот, но не е тоа толку важно ако бројот на луѓето се премногу, тогаш властите се обидуваат да го направат поважен фактот дека ние ве поддржуваме и ние се обидуваме да ви дадеме позитивен имидж на властите и затоа ќе направиме оправдување зошто немате дозвола, па ќе треба да го растурите протестот во помали групи. Меѓутоа, овој протест беше поддржан и од политички партии, бидејќи немаше, се извинувам, политичко влијание, опозицијата не беше воопшто дел, иако во еден дел, еден поранешен премиер беше поранешен премиер само 2 месеци, тој дојде во средината на протестот и сите му рекоа да си оди за да не го обои политички протестот и тој си замина. Ова беше голем успех бидејќи за прв пат еден протест во Албанија не беше сметан за политички, бидејќи дури ако протестирате за животната средина и за екологијата, ќе се најдат некакви политички конекции само за да ја намалат вредноста на вашиот случај, тој да биде помалку релевантен, дека вие само сакате да ја срушите власта и така натаму. Во овој случај многу беше важно, луѓето кои што го кренаа својот глад, све беше спонтано од луѓето со постери, немаше голема сцена, немаше големи говори и немаше никакви донатори, да го бидејќи организациите кои што сушност стојат за овој протест, пред колку месеци или пред една година беа поддржани од американската амбасада и тоа беа истите луѓе кои што сега одат против американската амбасада и тоа беше добро бидејќи луѓето сватија и велат вие не работите за интересите на некоја друга држава.
бидејќи од една страна сте биле финансирани од Американската амбасада, меѓутоа сега се буните против неа и токму заради тоа тие треба да бидат да им се верува повеќе, бидејќи да им веруваат и невладините организации и политичките партии. Имаше еден настан каде што всушност тие повеќе ни верува нам. Мислам дека ова се главните фактори кои што придонеса за успехот на самите протести, бидејќи дури и владата имаше добра волја да не ислуша кои се нашите барања и на крајот имаше ефект, бидејќи тие го одбија американскиот предлог и сите луѓе се чувствуваа задоволни, бидејќи во многу години луѓето направија нешто што е масивно и имаше видлив резултат, бидејќи обично протестите се организираат за да го кренат гласот во однос на некое прашање или некоја порака, иако бидејќи вие сакате само да го ставите прашањето на агендата и за да тоа се дискутирано овој пат, стануваше збор за големина, за бројност и масивност на луѓето кои што излегоа, не само во Тирана, туку и во други градови, бидејќи протестите се случуваат цело време во Тирана, меѓутоа и во другите градови. И затоа ова е многу добар пример, меѓутоа постојат неколку случаи каде што полицијата интервенираше. Обично тоа станува збор за не да се шпионира тука, бидејќи ако вие реагирате бурно или пак имавме случај каде што беше организиран контрапротест од околу 20-30 студенти и немаше никаква загронетост, тие ништо не направија голема, меѓутоа полицијата интервенираше, но само да ги заплаши луѓето, бидејќи обично тие не покренуваат обвиненија или ниту одат подалеку, а тоа туку ве дислоцираат од местото, за да сите да видат дека сте биле фатени од полицијата, меѓутоа подоцна ве пуштаат тие веднаш. И така ги заплашуваат луѓето да не учествуваат во протести, за да испратат слика, ако учествувате во протести, ќе бидете во неволја со полицијата. Исто така, во физички контакт со полицијата, најголем дел од луѓето не искажуваат насилство, но не знам дали би имало некаков момент во следните години каде што албанците ќе бидат толку агресивни кон полицајците. За сега дури за најуспешниот протест до сега траеше најмногу 4 дена. Не сме гледале месеци луѓето да се собираат пред парламентот или пред некоја друга зграда. Барем јас се уште немам такво искуство, но обично станува збор за мали собири кои што сакаат да стават одредено прашање на агендата. Обично медиумите го покриваат ова прашање и потоа водат дискусија со експерти. Значи, во суштина протестите во Албанија имаат за цел да алармираат за одредено прашање и воглавно не се многу масовни. Бидејќи ние имаме законска рамка, сите организации и граѓани не се жалат на законот, бидејќи не постои ограничување на правото односно на слободата на јавен собир. Треба да го известите шефот, односно началникот на полициската станица или на полицијата, понекогаш 24 часа однапред или понекогаш ние ќе ги известиме во утрината, а протестираме во 10 часот. Значи не законот не се спроведува бирократски како многу други работи, меѓутоа во овој случај стануваше збор за многу по неформален период и мислам дека станува збор за волјата на властите, како тие сакаат да реагираат на вашиот протест. Благодарам.
Мислам дека ти покрена многу важно прашање кој што се однесува на мобилизирање на поддршката за граѓаните, како граѓаните всушност ја користат оваа слобода за да можат да искажат собствено барање, да поддржат одредена кауза или пак да покренат прашање и да видиме дека тоа понекогаш и дека можно е да се луѓето да се мобилизираат, но сега ќе ги повикам Дарко и Милан да ни ги споделат нивните искуства од Босна и од Србија за тоа дали ова е случај во вашата земја или не. Меѓутоа, кажете ни какви се примерите во вашите земји и дали постојат одредени последици, може би во однос на реакциите од страна на државата или пак ефектот што јавните собори го имале. Јас сум Милан Тодорич, јас доаѓам од Комитетот за човекови права. Ние обезбедуваме бесплатна правна помош во некои од случаите во Србија. Веќе споменавте дека овие земји се нашата земја не е богата во неискуство, ние имаме многу искуство во однос на прекршувањето на правото на слободен собир и тоа во 2012 до 2014 13 зборувавме дека слободата на јавен собир како право не е ефективно воведена во Србија, токму поради парадата на гордоста која што секоја година е забранета за организација. Во 2010 имавме успешна парада на гордоста со големо присуство на полиција. Околу многу луѓе беа заштитени во еден круг, но надвор од тоа имаше голем хаос. Оние кои што не можеше да влезат во заштитениот круг и потоа другите луѓе кои што учествуваат во заштитата на овие луѓе беше навистина многу тешка. Веќе споменавте кои се причините за забрана на некои од собирите. Во Србија ние имаме само една страна причина, без причина. Секоја година тоа е напишано од исто лице, Владимир Попичес, тоа е некое службено лице во полицијата, кое што под дефолт ги подпишува овие забрани. Ние не знаеме дали постои или не, бидејќи тоа е прилично вообичаено име во Србија. Постојат многу прашања околу овој проблем. Прашањето за парадата на гордоста сега е во фокусот на Уставниот суд и добива некакви резултати. Исто така Европскиот суд за човекови права очекуваме да донесе пресуда и да кон гарантирање на правата на оваа парада. Во 2014 кажавме дека ќе биде одржана парадата во мај, но поради поплавите оваа парада се одложи за септември. Ќе видиме како тоа ќе се случи, ќе се организира. Обично неколку дена пред настанот полицијата одбива да ви даде можност да се шетате по улиците и секогаш станува збор за исто прашање. Ние ги следевме некои од јавните собори во Србија во 2012 и 2013. Голем дел од нив беа политички, бидејќи во тој период имавме избори, но на вистина всушност наидовме на вистина чудни ситуации кои што се однесуваат на јавните собори. Например, една од јавните компании кои што се занимаваше со шумарство, всушност го презема протестот. Значи, тие си презема овластување за себе, кои што не им се дозволени, а полицијата даде објаснување дека за едно од собирите на моторциклистите, дека тие може да имаат, го забрануваат нивниот протест поради можност некаква
ќе има всушност лед или лошо време. Меѓутоа, потребно ни беше да го користиме Законот за слободен пристап до јавни информации за да собереме информации за овие. Меѓутоа, има различни практики ширум земјата. Во однос на законодавната рамка, ние имаме закон од 92 година, кој што всушност последен пат беше изменет пред 10 години и очекуваме да имаме нов закон донесен